Здраво и добре дојдовте на Анахата Йога. Јас сум Ана Симоновска, повеќе годишен йога практикант и сертифициран йога учител. Дали сте знаеле дека во класичниот йога текст Йога Сутра од Патанџали од вкупно 196 изреки, само 3 се посветени на асана. Од овие 3 сутри, една е особено популарна. Станува збор за 49-та сутра од второто поглавје и гласи: Стира Сукам Асана. Вообичаено се преведува на следниот начин: положбата, асаната, треба да биде удобна и стабилна. По буквален превод би бил престојување во добар простор. Стира значи стабилно, силно, решително, цврсто, храбро. И сукам има повеќе значења. Лесно, нежно, добро, радосно, среќно, но буквално значи добар простор. Третиот збор асана потекнува од глаголот ас, кој сугерира начинот на седнување, престојување, да се биде присутен. Со оглед на тоа дека главниот интерес на Патанџали бил постигнување на медитативна абсорбција самади, оваа сутра се однесува на квалитетот на положбата за медитирање на практикантот. Но денеска вообичаено йога учителите ова значење го пренесуваат на сите йога положби. Негувањето на квалитетите на удобност и стабилност се основата на една здрава асана практика. Но што значи да се практикуваат овие два квалитети, стабилност и удобност, во нашата практика? Стира е способноста да се задржи стабилноста во одредена асана, да се одржи телото, енергијата и умот во рамнотежа во подолг период. Овој капацитет се нарекува асана стити, што може да се преведе како живење, престојување во асана или цврстина во асана. Вистинска асана стити се постигнува кога мускулите се подеднакво активирани и се ослободени од напрегање и напнатост. Кога дишењето е ритмично, а умот трпелив и буден, внимателно наблюдувајќи ги промените кои настануваат од момент во момент. Сука или добар простор е удобноста која ја чувствуваме кога зглобовите и коските се поставени во хармонија со гравитацијата, а мускулите се ослободени од напрегање. На енергетско ниво, сука се манифестира со лесен проток на воздухот и балансирана циркулација на животната енергија прана. Клучно е создавањето рамнотежа на сите нивоа на личноста. Наблюдувајте ја вашата асана практика како лабораторија во која со целосно внимание и неподелена енергија ќе го негувате тој квалитет на урамнотеженост, стабилност и удобност, за да можете потоа да го пренесете во вашето секојдневие без оглед на тоа во каква ситуација ќе се најдете. Намасте.